Се работи на активност за двонасочно движење на Каменик мостот во Штип, но ќе се постави и пишачки мост за пешаците и учениците кои слободно ќе можат да преминуваат од едната до другата страна преку река Отиња. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов посочи дека ваквата активност е со цел да се намали сообраќајниот метеж и да им се дозволи на возилата брз пристап од едната до другата страна на реката. Во наредните неколку денови до почетокот на учебната година до 1 септември ќе се изврши реконструкција на камениот мост во централното градско подрачје, подобрување на статиката со цел воведување на двонасочно движење на возилата на овој мост кој што е символ на нашиот град. Во следните неколку денови ќе се, како што напоменав, изврши подобрување на статиката со што со самото двонасочно движење на возилата ќе се намали досегашното кружење и одредени населби кои што се наоѓаат на десната страна од река Отиња ќе можат да го користат за исклучување и за комуникација со другата страна од река Отиња. Активноста за реконструкција на Каменик мостот во Штип е со цел двонасочно движење по главните улици на кои секојдневно се создава метеж. Очекувајќи дека бројот на возилата и пишаци со почетокот на учебната и академската година ќе се зголеми. Јорданов посочи дека ваквата ситуација е консултирана со сообраќајните инженери како неопходен зафат кој треба да се направи, кој ќе се најде во присрет на граѓаните како олеснување на пешаците и сите возачи на автомобили. Дополнително на пешаците ќе им се овозможи преминување преку пешачки мост. Дополнително, веднаш до овој мост, во следните денови ќе се постави пешачки мост на платформите кои што се наоѓаат веднаш до плоштадот Слобода и основното училиште Ванчо Прке, кој што ќе биде наменет за пешаците, пред се за учениците во основното училиште Ванчо Прке, но и за сите кои што минуваат од едниот крај до другиот крај на река Отиња, така да овие активности се надевам дека ќе бидат изведени во најбрз можен рок за неколку денови, за да не се создаде поголем метеж и заради во пресрет на учебната и академската година овозможиме непречен проток на возила во центарот на град. Јорданов посочи дека се надева во наредните неколку денови ќе завршат активностите пред почетокот на учебната година, за да не се создаде поголем метеж во пресрет на учебната и академска година и да се овозможи непречен проток на возилата во центарот на градот.